Здраво, ја гледате последната епизода од Медија Срез за 2024 година. Денес разговараме со Виктор Стојковски и Виктор Митевски, токму така, двајцата се Виктор. Едниот е генерален секретар на Асоциација за е-трговија во Македонија, исто така тој е предприемач кој што сам основал своја компанија. Вториот е извршен директор на Сдруженијето ЗМАј, Сдружение за анализи и истражување. Со нив разговараме за предприемништво кај младите, за можностите кои што младите ги имаат и начинот на кој што тие може да тргнат во градење на сопствена професионална кариера. Виктор, ти благодарам што гостуваш денес на InMedia Срез подкастот. Кога разговаравме за епизодава, зборувавме за младинското вработување, за можноста за градење на сопствена кариера во државава, за климата за сопствен професионален развој и токму ти можеш да споделиш добро искуство во тој дел со оглед на фактот дека прво си коосновач на сопствена фирма, второ си генерален секретар на Асоциацијата за е-трговија, беше еден од организаторите на она огромна конференција која што верувам дека скоро секој од нас ја виде барем на билборд за отплеткување на потенцијалот. Од тука би сакал да почнеме со тоа. Значи, кои се можностите или колку постојат можности во државава за едно лице, младо лице, да се изгради како професионалец? За да се изгради како прво, добре дојдов во подкастот и драго ми е што ќе имаме можност да поразговараме на општи теми кои што се надевам дека ќе имаат некакво влијание кон гледачите кои го следат овој подкаст. И навистина ми е драго што и во претходните епизоди навистина имаше интересни гости кои што допреа некои поенти кои што навистина ставаат прзначело што се вика за да размислуваме каде сме, што правиме и како треба понатака. Во однос на професионалец, ја од аспект на 30 годишен човек, можеби не можам да зборам за професионалец, бидејќи уште се градиме како професионалци, имам уште според мене пат што треба да го изводиме за да станеме. Јас 31 имам, така што малце сум постар. За да стигнеме до делот што се вика професионализам и професионалност, но ако треба да одберам неколку причини како тоа се прави, тоа е прва и основна со многу работа. Второ е со постојано учење и трето е со тоа што мора да имате добар ментор кој што ќе ве контролира, следи, прати и дава насоки како да се надоградувате. Тука има една интересна поента од Джек Ма, основачот на Алибаба, што ја кажува за секој млад човек, не само во држава, генерално и во светот, како да оди напред и како да напредува, тоа е дека од 20 до 30 години мора да најде добар ментор од кој што ќе учи, од кој што ќе гледа што е тоа и како треба правилно тоа да се прави, односно креирање на некаква професионалност, амбиции, навики, учење и така натака, а после тоа доаѓа делот на од 30 до 40, он вика е делот каде што треба да ја откриете работата во која што најмногу сакате да посветите внимание, односно работата во која што за вас е најинтересна и каде што сметате дека најдобро може да придонесувате и напредувате. Од 40 до 50 години да земете и да поставите нешто свое кое што ќе изгради некаков импакт, влијание во општеството, односно ќе ви донесе бизнис и после 50-та година да го насочите знаењето назад кон други млади луѓе за да продолжи тој круг. Затоа викам дека една од битните работи и менторството кој што кај нас на вистина сега да прашам, има ли кај нас ментори, повозрастни генерации кои што може на младите да им пренесат знаење? Не зборам сега само во смисла на пренесување на знаење во образовните установи, меѓутоа пренесување на вештини за сопствено градење на кариера. Има, затоа има и успешни млади луѓе. Мене ми е жал, например, ние се знаеме колку од наша генерација луѓе што се квалитетни и амбициозни отидоа надвор од државите, да се развиваат и растат во други држави наместо во Македонија и да направат импакт таму и за волја на вистината прават. Сите се вработени во сериозни фирми. Имаме пријател што е во Google, во Audi, во едниот е професор асистент на вештачка интелигенција во Лувен и така натака. Да, ретко е некој кој што заменал одовде да не е успешен надвор. Да. И тоа е доказ дека постои, дека имаме квалитетни луѓе, образованието претходно изградило квалитетни луѓе
кои што отишле надвор и покажале во други фирми дека се навистина квалитетни и добри. Од таа страна не е дека не може во Македонија да се постигне успех, само тоа што успехот за да се постигне тоа што го кажав и на почеток. Навистина во Македонија може би бара 3 пати повеќе работа од тоа што бара во друга држава. И може би навистина треба многу поголема посветеност за работите да функционираат и да бидат добри. Зошто е тоа така? На прашањето само да одговорам дали има ментори, има и тоа менторите се препознаваат и од факултетски денови, но и потоа кога ќе влезете во првата компанија да работите. Ја, например, лично, додека бевме на факултет, работевме многу фриленс, правевме веб страници за во Америка, и супер ни одеше тоа, но после одреден период сваќаш дека сакаш да запознаваш луѓе и викаш, окей, јас треба некаде да се развивам дополнително во некоја институција, да сватам како во институција или компанија, да сватам како функционира системот тука, или надвор, без разлика, за да може после да просперираш и растеш. Тоа е клучното според мене за ако сакаме да, и сега кога го бирате тој дел каде сакате да одите, ја конкретно избрав трговија. Тоа ми беше и тезата кога дипломирав и така натака и така натака. И во тоа време првата работа што беше баш ја кажувам и како приказна, пишав трговија во Македонија и ми даде Групер како сајт, единствен сајт кој што имаше оглас продажен агент, каде што искрено немав појма што значи продажен агент, од IT сфера дојден и викам ја ќе аплицирам тука за да тамо мене ми почнаа почетоците реално, тамо ми почна искуството, тамо ми доаѓа менторството, до ден денес работиме со Нина за многу проблематики, многу сегменти, сега на едно поинакво ниво, ама генерално е многу битно на почеток да го одбереш правиот правец за каде да се развиваш. Може и не само да одбереш, туку и да се решиш да тргнеш. Пошто еве ти сам рече, не знаеш што значи продажен агент. Ама тргна, така? Не знаев што значи продажен агент и смешка беше дека кога ми се јавија за интервју, купив книга од Брайан Трейси, ја прочитав у 24 сати за продажба, тоа од локален маркет каде што живеам и викам мора нешто да се спремам, отидов на интервју да бидам спремен за интервју. И искрено се понашав на интервјуто од некакви интересни ноутс што ги фаќав од книгата и беше пресмешно кога бев изгубен во просторот, ама луѓето го знаеа тоа дека јас сум се потрудил и после одредено време бев примен во тимот, па така растев и се надоградив. А можда на равоучение дека секој труд екстра над она, да речам, стандардното се исплати. Ти си ја купил книгата, си аплицирал. Така, без разлика на има делови каде што тоа што реков, мора да најдете начин, мора до ден денес кога работиме со соработници, ние тоа што викаме не постои мора да имаме начин како да стигнеме до одредена цел за да креираме успех. Ние не можеме ако сега сакаме да постигнеме нешто, ние не е постигнување, ако кажеме ние дека сме објавиле на социјални медиуми информација за тоа, не туку како ќе дојдат резултатите од тоа што ние треба да го постигнеме и тука треба сегментирано да се гледа на степ бај степ, односно чекор по чекор како да дојдеме до крајниот резултат што сакаме да го постигнеме. И тука треба вклучување на мозокот и тука треба развој, односно како да се каде сум, каде сакам да бидам за некој време. Спомна дека некои работи, односно дека успехот, ако добро разбрав да се навратам, е можеби 3 пати потежок овде од други земји. Може ли да те прашам да дообразложиш нешто повеќе на таа тема? За жал да, ние например ја имаме најуспешната конференција за трговија, ја спомнавме на почетокот, почнавме 7 години, организиравме, почнавме од 350 луѓе, оваа година имавме 742 присутни гости на конференцијата и за 7 години дуплиравме бројот на луѓе. Како ја дуплиравме е тешкиот начин за да оно што не го гледаме ние на билбордот. Да. И на пример генерално ако за да имаме ние тука резултати, односно да имаме некакви успеси, мора да има холистички пристап и мора да има заедништво за да се подобрат работите, односно да кажеме да ние сакаме од ова да изградиме нешто што ќе биде бренд, што ќе има вредност, што ќе има влијателност. Зошто ради фактот што ако не го правиме тоа со таа помисла, ние не можеме. Едноставно, ние сме многу мала држава. Како држава, како нација сме многу мала. Имаме кадар за нешто соодветен, за нешто не толку соодветен, за нешто креираме во процесите кадар, ама тоа што главна порака и причина за успех е заедништво и макотрпна многу голема работа. Зошто ради тоа што една Србија која земе пример што е прв сосед наш, има многу поголем пазар, има локации каде што може да се организираат соодветни настани. Ние немаме локации, мислам,
Навистина се мачиме, Па се исклучок на неколку сали, најпростото. Значи се организира или во хотелски сали конференции или се ние конкретно ја организиравме во Национална опера и балет. Тој што го работел тој простор знае колку е тежок за да изгледа така како што изгледа. Мислам, да, вклучени многу со работници за тоа да го постигнеме, ама во една друга држава тоа може да го направиш со буквално дигање на телефони, договарање на детали само како да изгледа просторот што веќе го имаат. Но тоа не треба во ниеден момент да обесхрабрува ради тоа што баш ваквите работи нас не прават многу посилни, не градат многу повеќе како личности и црпиме многу дополнително знаење додека го стигнеме тој дел. Но сега ние сме многу подобри од аспект на другите кои што имаат на телефон. Сега дали вреди тој труд, дали носи резултат на долг рок, ќе видиме. Мислам дека А на краток рок? На краток рок ништо не вреди. На краток рок мора да се гледаат работите на долг рок. Ја не познавам бизнис кој гледа на краток рок. Нема, предпоставам не само бизнис, личен развој никој не се развил преку ноќ. Освен новиве генерации што очекуваат сите преку ноќ да станат гиганти, ултрамилиардери, милионери, да дојдат до брзи пари, мислам дека тука има многу голем импакт социјалните медиуми и брзи рилови од 15 секунди кај што викаат дека ти можеш преку ноќ да направиш ова, ти можеш тоа, јас постигнав вака, а све уствари една маска. Нема лесна работа. Имаше еден добар рил, некој инфлуенсер на TikTok објавува јас на 19 години имам куќа, погледнете куќава и некој друг од другите корисници проверува во официјални регистри вика куќава е на татко ти, платив извод добив, колата е на татко ти, платив извод добив, значи немој да лажеш. Тоа е креирање погрешна слика во генерално представувањето пред социјалните медиуми погрешно е има многу последици генерално можеби не за вас лично што лажно се представувате, но за генерациите кои што доаѓаат ради тоа што навистина е тешко во денешно време да најдеш луѓе, кадар кој што прво има човечки и етички вредности, почитува повозрасен човек во најмала рака, а потоа сака да учи, да напредува, да се развива тука, да расте и да се надоградува. Го гледате ви ово во секојдневното работење, било на твојата компанија, било на асоциацијата, пошто претпоставам дека ангажирате и помлади луѓе нормално. Да, и јас тука ќе ги поздравам луѓето што работат што се помлади, ради тоа што не се такви како што ги спомнав и има реткост, има исклучоци, мора тие да ги пофалиме што знаат дека не се стануваат преку ноќ ништо и дека не живеат у заблуда. Јас за сите други викам дека живеат у заблуда. Доаѓам од e-commerce светот, многу луѓе викаат дека дропшипинг треба да работам, тоа ќе ми донесе многу пари. Не е ништо лесно, како мислам ти треба да работиш, ама многу треба да се исподиш за тоа. Ако мислиш дека ти ќе работиш дропшипинг, што меѓу другото е во огромен пат во последниве години, да речеш јас ќе работам дропшипинг. Да, работи, ама знаеш ли колку е тешко да работиш дропшипинг? Не е тоа ќе работам од било каде во светот. Работи, ајде почни да работиш и да видиш како е, па после да видиш. Мислам дека со професиите во таа сфера малку се создаде последниве децени таа, како да кажам, фама дека брзо се расте, дека се индустријата е брзо растечка, но тоа не значи дека ти како индивидуа брзо растеш. Тоа е како да очекуваш да си најголем адвокат во држава со пола година адвокатски стаж, нема да си. Индустријата е брзо растечка, ама и многу брзо се менуваат работите внатре, бидејќи за да расте одредена индустрија мора брзо да се случуваат и промени, нели, кон подобро секако. Ако не ги следиш тие промени, не можеш ти брзо да пораснеш и ти си конкурентен онолку колку што учиш. За да ако јас денес учам на одредена тема, ја можам да кажам дека тоа што сум учел на факултет денес е малтене неприменливо. Мислам, излегуваат многу нови, да, ние сме ја научиле на факултет структурата, си имал основата, структурата, архитектурата и на некој начин тоа кажувам дека факултетот е одредена насока што може да ви ја даде да знае во кој сегмент правец понатака да се надоградувате, да растете за да просперирате и успевате. Добро, тоа и ние ги учиме, јас лично сум вработен на факултет, работам со студенти, ние не ги учиме да научат напамет. И им велиме, овде го учите вие системот, да имате представа како функционира во конкретниот случај правниот систем, понатаму постојано се надоградуваш. Мојата порака, ако можам накратко да ја сумирам, е дека нема откажување од ништо, дека секој треба малку трпно да работи без разлика какви се резултатите, дека
резултатите на напорна работа секогаш доаѓаат некогаш порано, некогаш подоцна, ама на крајот од денот, ако сите си го гледаме, си ги правиме собствените чекори правилни, ние можеме да дадеме некаков придонес во развој на едно поквалитетно општество во кое што нашите децата на нашите деца или нашите внуци ќе имаат еден поубав амбиент за живот во одредена држава, и тоа што мислам дека треба да се минусира кај нас во државата е на наметнување и префрлање на стресот од одредена, буквално е тоа како ланчен систем, односно круг. Јас префрлам стрес на еден човек, тој на друг, трет, пак се враќа после стресот кај мене. Некако, барем тоа сум го приметил во Европа, дека работите се по-смут, односно али тоа може би е врзано и со целите, дека се знаат јасни поставени цели врз база на кои што треба да се и рокови врз база на кои што треба да се стигне, да се постигне, така да уште една долга тема е што можеби треба да ја разговараме некаш. Добро, меѓутоа оно што јас го гледам од твоеве последни зборови, дека на крајот на криштата ние не сме ништо различни од целиот друг свет. Не знам зашто го спомнувам, бидејќи кај нас постои една перцепција дека во државава ништо не успева. Доказ од разговоров и доказ од твоите активности или активностите на организациите каде што ти си член или каде што учествуваш е дека не е баш така. Но, ако ги примениш истите методи како и некој во Европа или некој во Америка во смисла на поставување на целни индикатори за постигнување на таа цел, на крајот ќе имаш успех. Така, пак да заклучиме дека многу работа. Значи, ако во Европа треба не знам, 10 часа за работа, во Македонија треба 30 часа за тоа, ради фактот што прво имаме стварно недостиг на вештини, не викам дека немаме капацитетни луѓе, имаме, ама мал број се. Имаме недостиг на вештини, има луѓе што не сакаат да учат, што е мора, тоа значи мора да се наметне од дома, дека ти постоиш да учиш, да се надоградуваш и да растеш, само така ќе успееш. И во таа ситуација кога ќе дојдеме до заедништвото, односно некоја квалитетна квалитетни капацитети, тогаш ќе дојдеме до Европа, пошто ние генерално и за користење на дигитални вештини сме многу под европскиот просек. Впрочем, цел Балкан, не само ние како Македонија. Значи, ако просекот во Европа е 54% дигитални вештини, ние Македонија сме 34.6%, Србија и Црна Гора се нешто подобри, Албанија се послаби, Бугарија се послаби, така да. Еве Бугарија е Европска унија, па е пак послаба во капацитети. Генерално е пораката дека треба самите да го креираме тоа што сакаме да го постигнеме и да градиме вештини. Да. Никој нема да направи тоа за нас. Ти благодарам, Виктор. Фала и на тебе. Виктор, најнапред голема благодарност за денешното гостување, да речам, во подкастот InMedia Stress, како председател на ЗМАИ, Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи, и како дел од една успешна приказна, со тебе би сакал да поразговараме за можноста за градење на кариера на младите луѓе или професионалниот развој на младите луѓе во државава. Значи, би зборувале, односно би сакал да добиам твоја перспектива. Која е можноста или кои се можностите за еден млад човек во држава да се изгради или да почне да се гради како професионалец? Колку е тешко или лесно визави други земји, колку имаат, да речеме, мотив или каква е општата слика во државава во тој дел, и кои се вашите искуства како организација? Вие имате и стартап академија каде што обучувате млади луѓе или ги дообразувате, имате, односно спроведувате дататон, кој што е надпревар на креативни иновативни идеи. Значи, каква е општата слика во држава кај околу овие прашања за младите луѓе? Да. Благодарам на поканата. Темата млади е секогаш интересна и барем за мене, толку колку што сум во граѓанскиот сектор, секогаш била фокус на еден од фокусите на мојата работа. Со младенски прашања, младенски политики и можности за млади се занимавам уште од мои средношколски денови. И имајќи предвид дека имав можност преку Фулбрайт да студирам на универзитет во Америка, таму можностите се такви какви што се, имав можност да предавам и да работам со студенти од Америка. И сега, бидејќи ја напомена Стартап Академијата, која што оваа година заедно и со ЗМАИ прави 10 години од како постои, како активно работи и создава некакви генерации на млади предприемачи, можам слободно да кажам дека почетната позиција на младите и во Македонија и во Америка е иста.
Значи јас мислев дека кога ќе влезам во училница таму и кога ќе почнам да зборам за претприемништво, дека јас ќе се соочам со некои ултра попаметни, поиновативни идеи, но на моje изненадување идеите, нивото на иновација и развој во таа фаза, значи зборуваме студентска фаза, беа малте неисти. Тоа што јас после, од кога се вратив во Македонија, ова зборуваме 2017-18, го видов во Струмица програма која што почнавме таму да ја развиваме, беше малтене на истиот квалитет како во Америка. Не само на учесниците, туку зборуваме и за екосистемот. Например, тоа што ние не го користиме и не го правиме во Македонија е да зборуваме за шампионите, да зборуваме за позитивните примери. Да, не само за негативните, таков ни е некако наративот. Да. Само лошото. Да, многу малце луѓе се свесни дека во помали средини како што е Струмица, ние имаме позитивни примери на претприемачи кои што почнале од нула, кои што се развивале, почнале да продаваат во странство, имаме бизнис конкретен кој што има направено екзит и си има продадено на шведска корпорација. Значи, и тој од Струмица и затоа многу малце зборуваме или пак го гледаме и го користиме како позитивен пример од Македонија. Но тоа што е поразлично... тоа сакам да прашам, каде е разликата? Тоа што е поразлично е системската поддршка. Значи, знаете, имаше една статистика која што беше релевантна пред многу години, но не сум ги видел денеска бројките, но верувам дека исто имајќи предвид дека анализирајќи други работи, гледаме дека тоа се случува. Значи, во светот, особено во Америка, само 2% од фирмите кои што биле основани пред 3 години денеска постојат. Но најголемиот број од фирмите кои што доживеале 3 години, мислам дека статистиката тогаш беше 80% од тие кои што доживеале 3 години, ја доживуваат и 5-та година. Кај нас што се случува? Кај нас имаме успешност на доживување на 3-та година од 80%. Че сите успева. Што значи дека ние прво почнуваме со некои потфати кои што се многу помалку ризични, но кога ќе ги анализираме оние компании кои што стигнале до 3-та година, статистиката е обратна. Само 20% остануваат после 5-та година да бидат активни и да создаваат и да работат. Ние практично не преземаме ризици. Не преземаме ризици и не размислуваме долгорочно. Односно, не ги развиваме бизнисите во насока да тие може да постојат и на подолг рок. Значи, многу често не знам ни сколку програми веќе имам поминато, Стартап Академија 11 генерации ги викаме во различни форми од она оригиналната Стартап Академија која што требаше да ја обедини, односно да ги гради капацитетите на заедницата на млади кои што биле на Work and Travel во Америка, до потоа работа со такви мали заедници, односно помали заедници како што е Струмица, како што е Тетово, до соработката чекор по чекор со Шпарка се банка, каде што имавме национална покриеност на програмата, но и како ментор во различни програми од различни фасилитатори во екосистемот, сум го видел истиот проблем, истиот предизвик. Начинот на кој што размислуваме, иновациите кои што ги предложуваме и бизнисите кои што се почнуваат се едноставни. Значи не се напредни и не размислуваме да создаваме нешто наше, нешто автентично, нешто кое што утре ќе создаде некаква и од аспект на интелектуална собственост, која што всушност ќе е додадената вредност на тој бизнис. А таквиот пристап нас само не води да се затвориме во една ограничена можност и од тука и тој заклучок дека нашите бизниси или пропаѓаат после 3-та година, бидејќи не можат веќе да бидат, не се скалабилни, не можат да се развиваат, или едноставно се заситува. Тој што е предприемач, јас имам многу другари пријатели кои што почнале бизнис, го работат и тоа е лента. За разлика од други, кои што ќе го спомнам Петар од Бренстер, ќе го спомнам мојот другар Иле од факултет, се знаеме. Значи тоа се предприемачи кои што на 3 години отвараат нов циклус. Размислуваат за некој нов бизнис, за нова можност на пазарот, која што се отвора и која што веруваат дека можат да ја зграпчат, односно да го искористат максимумот кој што таа го нуди. Значи, ако те замалам да резимираш, бидејќи кажа многу валидни и добри поенти, и ако млад човек го гледа ова што јас и ти денес го зборуваме, кои се основните поенти за тој
кој што размислува да отвори бизнис, односно во основните поенти кои што оној кој што сака да отвори бизнис треба да ги зграби, да речеме, од денешниот разговор. Ќе кажам и нешто што не го кажав. Завршивме со една анализа заедно со колегата Виктор Стојковски, со Јована. Само да потенцирам, денес на подкастов има гостин Виктор Стојковски, ама друг Виктор Стојковски. Друг Виктор Стојковски, овој е доктор на науки и економист по економија. Работевме на акцијски план за паметна специјализација во Пелагонија, Пелагонискиот регион. Се со цел да ги намалиме диспаритетите, односно разликите на регионите во државава. Благодарение на знаењето на Виктор и искуството кое што го има, изработивме еден акцијски план кој што треба да на Пелагонискиот регион да му даде можности како на паметен начин да се специјализира во иднина, односно индустриите кои што треба да се произведуваат да бидат со додадена вредност. Кога правевме фокус групи и анкета со млади луѓе, само околу 15 до 20% од младите одговорија дека се подготвени или размислуваат да започнат бизнис. А другите што? Што е планот нивни? Другите едноставно веруваат дека многу подобро ќе се снајдат во животот ако бидат вработени или се дел од некаков систем. Што значи тоа? Не значи дека ние треба да очекуваме сите да сакаат да бидат предприемачи. Нормално е, јас сум човек кој што не е предприемач. Меѓутоа, тоа не значи дека не се надоградуваш сами од себе. Но нашата филозофија е дека треба да го гледаме предприемништвото многу пошироко. Предприемништвото не е само отворање на бизнес. Предприемач може да бидеш и во организација, во институција и во корпорација. Ако треба да сумирам и да кажам кој треба да биде мотивот на младите, тоа е дека колку порано почнат, толку подобро. Јас мојот прв бизнис го отворив на 21 година, кога бев трета година факултет со двајца мои колеги на факултет. Тогаш, во 2011 година, имаше само еден бизнис план надпревар, каде што можевте да добиете 5000 евра за да започнете бизнис или да ги потрошите во кафана. Денеска... Тоа агенција за вработување, државните средства? Не. Тоа беше НЦДЛ, односно центарот кој што се уште постои и се уште е активен и благодарение на тој центар генерации средношколци и студенти се имаат запознаено и воведено во предприемништвото. Причината зошто јас сум го засакал предприемништвото беше токму надпревар на центарот кој што беше за средношколци. Сакам да кажам, тогаш вие отворивте бизнис со поддршка практично на тој. Денеска можностите се многу поголеми и многу пошироки. Границите се отворени. Кај да гледаат младите луѓе? Во себе. Не сакам да кажам можност за поддршка. Една од главните причини за незапочнување на бизнис е наоѓање причина да не започнеш бизнис, а првата причина е немање на финансиски средства. Бизнис кој што треба да даде некаква основа или стартна позиција на млад човек од 20 на години, не е бизнис на кој му требаат многу пари. И друго, имаме многу голема заедница на програмери, инженери кои што се развиваат во последно време. Една од главните работи кои што треба тие да знаат е дека тие треба да си го почитуваат и да бараат да бидат платени за времето кое што ќе го вложат во бизнисот, но не смеат да очекуваат дека пред инвеститор ќе се појават само со идеја, без притоа тие да направат нешто свое без да бидат платени. Бизнисот бара жртва. Бизнисот не е нешто кое што може да се случи преку ног или пак некој да ви тропне на врата и да ви каже да не сакаш пари да ти дам за да отвориш бизнис. Не. Во бизнисот има една методологијата која што ја предаваме, не сме ја смислиле ние, сме ја виделе од поуспешни од нас, се базира на 3 принципи. Build, measure, learn. Значи, ако имате некаква идеја, ако имате некаков поттик да создадете нешто, пробајте да го создадете. Не во неговата идеална, совршена форма, создадете го во неговата основна форма. Пробајте да го тестирате, за да научите од вашите потенцијални грешки. И од сопствените грешки, но и да научиме од потенцијалните потрошувачи, купувачи, што тие сакаат, кои се нивните навики, врз основа на тоа што ќе го научите, да изградите, да го поправите, да го измерите тоа што сте го направиле и повторно да го почнете циклусот, да почнете да го градите врз основа на информациите и знаењето кои што сте го стекнале во тој процес. Тоа е процес кој што не треба да престане. Не е процес кој што треба да почне само на почетокот на градењето, туку тоа е процес кој што треба константно да се води во еден бизнис и само така ќе создадеме бизниси кои што ќе се развиваат и ќе создаваат
дополнителна вредност, а нема да останат, не знам, мали гранапчиња кои што ќе останат на тоа ниво на развој во нашава економија. Во суштина се што кажа е многу апликативно на секоја сфера во животот, не само на бизнисот, и само го потенцираше тоа. И сега сакам пред крајот само да те навратам на едно прашање. Ако можеш совет да дадеш на некој кој што гледа, слуша и се интересира, каде да почне да бара можности за финансиска поддршка? Дали е доволно на Google да пишеш финансиска поддршка, мали бизниси, дали има некој да речам датабази или централизирани датабази каде што се објавуваат повици, чисто за да имаат некоја практична, како да кажам, поука каде да почнат со барање. Да, вака. Во Македонија имате неколку мрежи на бизнис ангели, најразвиената СИТ, која што веќе има неколку успешни приказни. Имате, го напомена Фондот за иновации, ќе видиме во каква форма ќе се развива и каква поддршка ќе дава Фондот за иновации. Сепак тоа е државен инструмент, но е начин како да се поддржи иновација и развој. Имате регионални фондови, имате Сања со Нетворкер работи на развивање на заедница која што ќе може да индивидуални инвеститори да може да инвестираат во млади луѓе. Така што бидејќи зборував за поддршката на заедницата е таа од каде што треба да се бара онаа прва одскочна таска. За жал, тоа што го нема во нашиот систем е чекор понапред од тоа. Ќе стигнете до едно ниво на развој каде што можеби сте добиле, не знам, 200-300 илјади евра инвестиција за да го развијате бизнисот и веќе ви треба сега да искочите на пазар. За да искочите на пазар, вам ви требаат милиони. За жал, една од работите која што ни се случува, голем број на такви бизниси кои што имаат голем потенцијал да станат, можеби не юникорн, ама бизниси кои што ќе создадат дополнителна вредност, веќе се заминати од Македонија, затоа што тие фондови кои што се на располагање бараат од тие бизниси да бидат основани во Европска унија. Добро, но тоа не значи дека не можеш да почнеш. Не, треба да се почне. Треба да Македонија е одлично место да за се да тестира, почнеш. да се почне. Еве ќе споделам мојата приказна. Змаи постои 10 години. Почнавме како иницијатива на 7 колеги од факултет, кои што на пауза рекоа, окей, дечки, што правиме со нашите дипломи? Учиме статистика, сите сме некаде во системов, што понатаму со ова што ќе го направиме? Се решивме да основаме здружение кое што ќе прави независни анализи. 10 години подоцна, Змај работи во Африка. Змај продава своји услуги на корпоративен сектор. Работи со меѓународни организации кои што имаат потреба од квантитативни анализи. Сакам да кажам дека се почнало од нешто мало, сме почнале со мали проекти, за денеска да работиме. И се гради постепено. Да. И многу е важно дека во претприемништвото и во бизнисот брзите успеси носат брзи падови. Треба да има трпение секој оној кој што сака да успее и да 10-15 години после основањето да каже дека еве јас постигнав нешто што трае, а не брз успех кој што беше постигнат на еден или друг начин. Да. Виктор, ти благодарам многу за одличните поенти. Се надевам дека со ова ќе допреме до голем број на лица кои што еве можеби се во дилема, не знаат како, не се доволно храбри и ќе ги поттикнеме да започнат со предприемништво. Да, драго ми е што оваа тема е се уште актуелна и допрва ќе треба да се развива. Ќе актуализираме уште да. во текот на предстојниот период. Благодарам на поканата.